Благодарам, председателе. Прво сакам да ви се обратам вас, лично. Зошто? Моето обраќање е за кршење на деловникот по член 120. Значи, деловнички не требаше да ја закажете оваа седница, бидејќи нема 5 дена, немаме ни материјали. Што се случуваше? Во четвртокот 9 закони во брза постапка подпишани од пратеници, во петокот се закажа седницата, вчера се изгласа дневниот ред и веднаш денес се свика комисијата. Значи, нити можност за припрема имавме, нити временска рамка, нити па почитувавте членови од деловникот. Зошто ви се обраќам вас? Иако дел од пратениците во процедуралните забелешки ви реагираја дека вие всушност не ни можевте да ја закажете оваа комисија, и тоа може би не е деловнички конкретно регулирано, меѓутоа треба да е регулирано од етички аспект. Вие бевте опозиција и како опозиција добивте да бидете председател на оваа комисија. Во меѓувреме станавте власт, бидејќи председателе вас лично ви се обраќам, ќе треба да ми одговорите на ова. Всушност вие се обидовте да одговорите. Значи ви замерувам, бидејќи како власт моментално не можете да ја водите повеќе оваа комисија. Оваа комисија по некои правила припаѓа на опозицијата и опозицијата треба да ја води. И замислете, почитувана јавност, на 19 е закажана нова седница, на која што ќе се направи одредена промена на членови, заменици во комисии, меѓутоа председателот на Комисијата за труд и социјална политика не е ставен на таа седница. Ова е процедурално што го зборувам. Ај се да ве вратам малку сите, бидејќи сакавте нешто да релативизирате кога одговаравте прегеска, дека членовите и замениците во комисиите се според освоените мандати на одделните партии, така? Така беше во преводот. Па се да ве подсетам вас на господинот Зендели. Се сеќавате кога Беса премина од власт во опозиција? Колку притисок имаше господинот Фадил Зендели да си даде оставка од Комисијата за мандатни и имунитетни прашања? Не даде, туку насила го сменавте. Затоа јас не зборам за Арбер Адеми. Не очекувам од Арбер Адеми вакво нешто. Од вас очекувам етика и морал. Од вас очекував, вие коректно требаше да си дадете оставка и да дозволите во моментот заменикот е од ВМРО ДПМН, Рашила Мизрахи, и да се избере председател на комисијата од опозицијата. Сега во врска со овој предлог закон и со моето процедурално обраќање, зошто денес не треба ни да расправаме, туку треба да ја прекинете оваа седница. Се спомнува јавен интерес, а поголем јавен интерес од граѓаните нема. Не постои. Кој е јавен стратешки интерес, само оно што ќе го дефинира Артан Грубије. Граѓаните се тие кои што е битен нивниот интерес. Ние сме тука представници на граѓаните. Од самиот старт, овој закон го следат градењето на коридорите 8 и 10 го следат контроверзии. Почнувајќи донесување на специјален закон без јавна набавка, па со изборот за фирми за надзор, фирми кои што досега произведувале долен веш, па со изборот на фамозниот координатор на проектот Артан Груби, при постоење на министер за транспорт и врски, постоење на директор за агенцијата на патишта, се бира Артан Груби за координатор на проектот. И врв и кулминација се законите во скратена постапка. И сега за јавноста, наместо по одделните закони да ги достави владата, министрите ги доставија пратеници. Овој закон денес, 10 пратеници, и морам да кажам, сите припадници на партијата од кај што е координаторот, освен еден од СДСМ и еден од Алијанса за албанците. Дури еве председателот на оваа комисија не е потпишан на овој закон. Паметно, председателе, што не сте подпишани. Многу паметно, верувајте.
Па не можете сите, ама председателот е паметен човек, затоа само него му се обраќам овде, на никој друг, верувајте. И зошто толку се брзало? Зошто во четврток доставени, во понеделник закажана седница и денес? Иако сакавте да го скриете тоа до максимум, излезе на виделина вчера, на четврти подпишан договорот, се сликаја таму со бројки 8, со помпезности, веќе една недела помина, а во договорот прифатиле дека за 45 дена ќе озаконат нешто што не е законски. 60 работни часови во недела. Неуставно, дискриминаторски, рушење на работнички права, рушење на милион конвенции кои што сме ги подпишале меѓународни. И сега ова ние ви го кажуваме, денес цел ден сакаме на тоа да ви укажиме, меѓутоа нема, едноставно не допира тоа до вас. Зошто? Бидејќи ако поминат 45 дена и ова не се озакони, не се стави во некоја законска рамка, државата ќе плаќа 53 милиони евра еднократен износ и уште околу 2,5 милиони евра месечно како пенали за неисполнување на одредени обврски. И сега ќе ве прашам вас како пратеници. Дуи не ги прашувам, значи јасно ни е се. Зато морам вас да ви се обраќам, председателе, почитуван. Дали вас ви изгледа нормално? Дали ова нормално личи? Владата да подпише одреден договор, да превземе одредени обврски, а да не ги праша пратениците. И после да дојди да ви рече ова, така го подпишале, знаеме кој го доставил. А Мартан Груби не се појавува тука. Не, туку ќе ги пушти пратениците, иако немат ништо апсолутно што да образложат во врска со овој закон. И со сите други оние што се предложени во скратена постапка. Дали вие како пратеник не се срамите од ова? Од ваквиот начин на функционирање, на ваквиот непостоење на хиерархија, непостоење на законодавен дом, први сме ние, да толку не подценуваат министрите и владата. Дали вас лично не ви е срам од тоа? Пред граѓаните излегувате. И еве сега не е битно што ние како опозиција мислиме. Очигледно е дека сте решени на мускули да го терате ова. Ако 45 дена имаат рок, колку веќе 7-8 се поминати, замислете се со која динамика ќе оди ова. Значи затоа се оди денес да се изгласа дневен ред барем, па после амандмани ова она, ќе се оди на мускули, па сигурно некој сценарио ќе се прави со амандманите. Отимат, му врви времето, часовникот течи, па идат одредени празници, нема да има работни денови. И еве, нека не допира до вас ова што го зборува опозицијата. Кој е најкомпетентен која се работи за работничките права? Синдикатите. Дали знаете што изјавуваат синдикатите деновиве? Еве, 8.4. ССМ за законските измени за коридорите. Државата сака да ги направи работниците робови и роботи. Сојузот на синдикати на Македонија денес излезе со реакција за предложените законски измени поврзани со изградбата на автопатите на коридорите 8 и 10Д, а кои во понеделник треба да се најдат на собраниска седница. Од ССМ ги повикаа пратениците сериозно да размислат пред да го дадат својот глас за, како што наведуваат катастрофалните предлози за измени на закони по работничките права. Дали слушате, пратеници вас ви се обраќат Сојузот на синдикати? Пратениците од владеачкото мнозинство сакаат прекувремената работа да може да трае и подолго од 8 часа во текот на една недела, повеќе од 8 часа во просек неделно во период од 3 месеци, и тоа е контроверзно. Зошто баш во 3 месеци? За да може после да им се мени работното време и да немат одреден работник да му се смени работното место и да нема вишок на работни часови. И повеќе од 190 часат годишно во случај кога се работи за работи од национален и стратешки интерес за државата, кој што ќе ја утврди Артан Груби, се разбира.
По претходно дадена писмена согласност на работниците, тоа ќе биде ради реда, се разбира, кои работат на проекти од национален и стратешки интерес, да немаат слободен ден и да работат во недела. И веќе неколку мои колеги кажа на ретроспектива за недела неработен ден, како презентирање имавте на тој закон, неверојатно, како ќе се погледнете сега во очи со луѓето, јас не знам после ова. Понатаму, Сојузот на синдикати вели: владата продолжува со намерата до крај да ги понижи македонските работници. Вас, колеги пратеници, ве понижува владата и министрите, а вие сега тука сакате да ги понижите буквално сите работници во Македонија. Да им го одземете достоинството. Да ги направи робови во собствената држава за сметка и интерес на странски компании и корпорации. На тој начин, не само што ќе ги одлее парите на македонските работници и граѓани, кои се даночни обврзници во странски компании, туку сака и да му возможи на овие компании да ги преработат, преморат и изнемоштат работниците кои очигледно треба да им бидат не само робови, туку и роботи. Спротивно на принципите на меѓународното трудово право, конвенциите на МОД, одлуките на Уставниот суд, кој детално се произнесе по тие прашања и ги прогласи за неуставни одредбите на Законот за градба на автопатишта од страна на Бехтел и Енка, каде што спротивно на сите правни правила и спротивно на здравиот разум сакаат тие работници да работат по 60 и повеќе часови, како и тоа што го абсолвираше прашањето за уставноста на одредбите на Законот за работни односи, со кој недела е неработен ден. За пратениците предлагачи, овие, дали слушате колеги предлагачи, овие одлуки на Уставниот суд се ништо повеќе од тоалетна хартија. И на мала врата, по нивен предлог во понеделник, пратениците од владеачкото мнозинство сакаат прекувремената работа да може да трае и подолго, стои во сопштението на ССМ. Од синдикатот велат дека еднаш веќе го имаат оспорено законот и ја укинат пред Уставниот суд. Национален и стратешки интерес на државата треба да биде да има здрави и добро платени работници, да ги задржи работниците дома, а не да им дава билет во еден правец надвор од државата, зашто без работниците и граѓаните нема ниту пратеници, министри и функционери, а нема ниту држава, порачуваат од ССМ. Морав да го прочитам ова дословно вака како што го рекле, бидејќи покомпетентни од синдикатите за работничките права нема. И вие, господа, подписници на овај закон, и вие кои што сакате да го поддржите, и кои што сакате на мускули да го носите, треба да ги слушнете, да го слушнете гласот на синдикатите. Затоа предлагам да ја прекинеме комисијата денес. Да се врати предлагачи ВВ дел се од нив тука. Да се вратат во нормална процедура овие закони. Да се отвори широка расправа. Да се вклучат синдикати, да се вклучат експерти, да се вклучи јавниот интерес, така се вклучува при носење на законите, а не вака на мускули носење и на самоостварување на некои желби. Реагираат експерти, реагираат синдикати, реагираат ДКСК. Државната комисија за спречување на корупција реагира. Дали имате вие малку бре луѓе, сет? Или ништо не допира едноставно до вас? Само интересот за бизнис и за матни сделки, само за тоа. И барам да се изјасните по овој мој предлог. Јас сум член на комисијата и барам да се изјасните. Ви благодарам.